Денеска православната црква ги прославува свештеномаченикот Климент епископ Анкирски, Шестиот Вселенски собор и светиот Павлин Милостив. Свештеномаченикот Климент епископ Анкирски роден е во 258 година во градот Анкир, од татко незнабожец и мајка христијанка. Неговата благочестива мајка Ефронисија му прорекла на синот маченичка смрт и го оставила кога Климент имал само 12 години. Незината другарка Софија го зела Климента во својата куќа како син и помогнала за неговото воспитување во христијанскиот дух. Климент бил толку проучуен заради неговиот добродетелен живот, па затоа бил избран за епископ Анкирски во 20-та година од животот. Во млади години тој стекнал старечка мудрост и со голема воздржаност се скротил и го победил своето тело. Се хранел само со леп и со зелје, не јадел ништо заклано или крвно. Во времето на Диоклицијан бил толку страшно мачен, како никој никогаш од постанокот на светот. Цели 28 години поминал во маки и по затвори. 11 мачители го малтретирале и го мачеле. Кога еднаш го удирале по лицето, го плукале и му ги кршеле забите, тој му довикал на мачителот Дометијан: „Ми правиш почест, о Дометијане, а не ме мачиш, бидејќи на мојот Господ Исус Христос му беше така биена устата и образите удирани со шлаканици, па еве и јас недостојниот со тоа се удостоив.“ Кога бил доведен пред царот Диоклицијан во Рим, царот поставил на една страна разни орудија за мачење, а на другата дарови, одликувања, одела, пари, се што можел царот да подари, па му рекол на Климента да избира. Христовиот маченик со презир погледнал на сите царски богатства и ги избрал орудијата за мачење. И бил мачен неизмерно, парче по парче месо му било кинето од телото, така што коските белееле под месото. Најнакрај бил исечен од војниците во 312 година во црквата во Анкир, кога како архиереј служел Божја служба. Чудата на свети Климент се безбројни. Достойно est Јаково истину, блажити Тја Богородицу, присно блаженују и пренепорочну
Шестиот Вселенски собор. Овој Вселенски собор бил одржан во Цариград, прво во 681 година, а потоа во 691. Овој собор ги осудил еретиците монотелити, кои погрешно учеле дека Христос имал само божествена волја без човечка. Покрај тоа на тој собор се донесени и неколку правила за редот и дисциплината на свештенството. Светиот Павлин Милостив, најнапред римски сенатор, а потоа епископ во Нола, го следел примерот на својот пријател Светиот Амвросиј и го примил крштенијето. Потоа се оддалечил во Шпанија во Пиринејските планини, каде што се подвизувал. Но како што ниеден светилник не можел да се скрие, така и Светиот Павлин бил пронајден и избран за епископ Нолски. Бил добар и милостив пастир. Мирно се упокоил во 431 година. Неговите мошти почиваат во Рим, во црквата на Светиот Вартоломеј. Поуки од светите отци. Човекот не живее за да ја најде среќата, туку вистината. Тежок и тесен е патот до вистината, но оние што ја посакуваат ја наоѓаат, и вистината ги ослободува. Вистината е личност, Богочовекот Исус Христос. Архимандрит Никодим Солунчев.